студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Маријан Ристевски, претседател на Конфедерацијата на синдикалните организации на Македонија, Дамјан Питрески, тренер во педал клаб за стоечко веслање и пејачката Сара Мейс. Останете со нас до 11 часот. Да, како што слушнате во најавата, нашите гости веќе ни се пристигнати во студио и овој пат спојуваме различни професии на една трпеза што се вели за да ете. Утрински си позборуваме со нив сето она кое што тие го работат професионално да ни споделат, а секако и нешто од нивното секојдневие да то знаеме малку повеќе за нив. Во овој дел ќе ви бидеме домакинки јас и колешката Милена. Милена, добро утро и за тебе официјално еве пред камерите. Така е, Верче, добро утро за тебе, добро утро за нашите гледачи, за нашите гости кои што се прекрасни, кои што имаат многу убави работи да споделат со нас, некои новитети, така што верувам дека нашите гледачи ќе уживаат со нас во продолжение. Така, ќе си имаме убав разговор. Веднаш до мене е Маријан Ристевски, кој што е претседател на КСОМ. Добро утро и добро дојдовте во Здраво Македонија. Добро утро и благодарам на поканата. Се чувствувам прекрасно во вакво друштво, се надевам тоа што можеме ќе задоволиме гледачите да бидат да не следат. Така, не сте прв пат во Здраво Македонија, но секако со она кое што вие го работите е актуелно и секој пат има интерес за она кое што го работите. Веднаш до вас ни е Сара Мейс, добро позната на нашата публика. Добро утро, Сара, за тебе. Добро утро, Сара, уште зева. Па сите, знаете како велат, кој рано рани 300 ги граби, уствари не. Цел ден зева. Цел ден зева, цел ден пред него, малку повеќе ненаспан, има повеќе Фалат часови разврски на приказната. Така, добро. Драго ни е што сепак ова утро си со нас, така да позборуваме за сето ова што изминатиот период го сработе. Веднаш до тебе ни е Дамјан Питерски, кој што е тренер во педал клубот и основач што се вели. Интересен спорт кој што можеби е вака на прв момент чудно звучи, не многу знаат, но токму затоа ќе позборуваме, бидејќи изминатите 5 години имате многу интересен настан кој што секоја година го правите. Иднава ќе биде и 6-та година. Ќе имаме време да позборуваме. За тоа како се чувствувате по прв пат во студиото на Здраво Македонија? Одлично, благодарам на поканата. Се надаме на добра дружба. Да. Така е. Добро, ајде да започнеме, Маријан, со вас, она кое што е актуелно. Верувам дека нашите гледачи секако дека ги интересира минималните плати, она кое што се залагате. Дали ете во новата година ќе се успее да се добие она барање кое што синдикатот го бара или пак тоа некако ќе се оди процентуално? Па видете, работникот бара, меѓутоа јас стално кажувам, мора да се охрабрат работниците, мора да се охрабрат граѓаните, сите оние што се занимаваат на одреден начин, што го вложуваат својот труд. Зашто ја гледам дека оние оставаат, дај Маријан слободен, благо да не ги спомнам сите што сме као раководство на синдикатот, да преговараме во име на сите. Тоа не можеме да го направиме. Јас еве толку години веќе сум во синдикалното движење и сум сватил дека работниците мора малце да се охрабрат повеќе. Не може, немаме ние некој синдикат да кажам као на запад, јас сум реален толку силен синдикат кој што може да удоволи барањата за сите работници одеднаш, еве како што кажувате вие со минимална плата. Јас сум гори, ја работам многу, можеби не знаат, јас сум работен во железница, ова го работам као додатна, не е професија, ова заедно сме се договориле со колегите да направиме синдикат, иначе сум работен во железница, ова го работам као така чисто да помогнем на работниците, бидејќи ова мене ме наведе да се занимавам со синдикат, да кажам, бидејќи железничарите од секогаш биле луѓе кои што знаат да си го оценат својот труд и гледате и вие по медиумите нон-стоп кажува железничарите протестираат, железничарите бойкотираат и сум горд на тоа и затоа сакам да им кажам и на сите работници што се по министерството, дали се во јавен сектор, дали во приватен сектор, да се охрабрат. Ние како представници на синдикатот сме тука. Еве например ќе ја земам вашата куќа, са немој да ме свати некој овде кога сум дојден, ако работниците во било која компанија не се задоволни, јас како можам да ви помогнам ако вие не се организирате во синдикат и да викнете на разговори, да видиме кои права ги имате, што ги имате. Јас сум должен да ви кажам што ве следи и како да ги оствариме тие права. Зашто
Јас и да се врзам на плоштад сам како единка, дајте плата минимална 500 евра, 700 евра, не можам. И некој ме сретнува во градот, абе што направивте против себе. Чекај бе човек, што да направам јас? Ја можам да гарантирам во Жленица кога ќе имаме состанок, дека со колегите се договараме, ако бараме некој право, застануваме сите, храбро застануваме до крај. Разговараме со раководството, има плата, нема плата, има покачување. Ја во одредена друга компанија, како можам тоа да го решам? Затоа ја користам ова емисија, гледана е да се охрабрат работниците, да прават синдикати. Ако не му се допаѓа нашата конфедерација, не се допаѓа Сојуз на синдикати. Знаете што, ние сме научени само да критикуваме. Па што направивте вие? Јас сум направил толку колку што можам, ме гледате. Против извршителите, за брзи кредити, за работнички права, за граѓански права се трудам, меѓутоа како единка не можам. Зашто синдикатот е малце специфична функција, да кажам, или ние сме стално ставени меѓу два огна. Или работодавачот ќе те мрзи, буквално народно кажано, или работниците. Не можеш двете страни да се утепаш да ги задоволиш. Додека политичката партија е друго. Политичка партија си е политичка партија, дали е во опозиција, ако е во опозиција, власта ти се плаши, си вика овој утре ќе дојде, може да ми врати, па ќе има некој внимание према него, нема да настапува агресивно, и кога си на власт, ти тогаш можеш да удоволиш одредени права на граѓаните. Дали ако се реални барањата од синдикатот ќе бидете разбрани од двете страни за да не бидете омразувани од едната или од другата страна? Колку е важно да бидат навистина реални барањата? Па еве нека кажи некој работодавач, ако не е реално во денешно време се зема 500 евра плата. Што се 500 евра плата? Да, но никој не го прави тоа. Како ни кажуваат, владата ни кажува, договорете се вие и работодавачите, се што ќе се договорите, ние ќе ви платиме. Па тоа никој не може да се договори. Значи никогаш, еве тврдам никогаш. Дури ни тогаш не може да се договориме ние со работодавачите. Али можеме да се договориме, али да имаме храбар народ. Ние за жал немој некој да се навреди, јас сум видел, не сме ние многу храбар народ. Гледате што се случува во соседството, по Европа, како луѓето се борат грчевито своите права. Застануваат цврсто. Еве сега ќе го кажам, протестот ова што не се работеше пред 2 дена во управата за водење на матични книги. До тука веќе ми дојме на работниците, преговараме година дена и повеќе наназад. Денес ќе ви потпишеме колективен договор, утре година дена помина, нема ништо. И се договоривме сите во текот на завчера кога беше, сите потрочни единици затворени, нема ни извод, нема ништо. И сега граѓаните ги сваќаат што денеска знаете што без извод не можеш буквално ништо да направиш. Они се една управа, али кога ќе ви кажам колку плата земат, дека земат таму се преку 350 вработени, земат плата 80% 25.000 минимална плата. Тие со високо до 30.000. И не тоа па ви они што работат таму еден извод. За еден извод да се даде, они треба да отворат книги од времето на турско, од времето на српско, проверуваат. Па ние дигитализација. И дигитализација некој треба да провери дали е личноста што бара таа, дали е правилно. Денеска без извод, без други документи, не може ни без венчаница. Секоја работа си има своја тежина. И кредит не може да се земе без тоа. Еве јас сум радосен што таков синдикат е во конфедерацијата што јас се представувам, еве како се бранат и како се барат работничките права и плата. Најверојатно разговори немаат слух. Кажувам, нема слух, бадила, преговараме, тој што преговара другата страна. Јас и во други прилики сум кажувал, ако ти си платен, дали си советник, дали си министер, дали си директор, дали си начелник на некој одделение, ти си тамо платен за да решаваш судбини на граѓани. И сега јас долг период се бавам со вакови граѓански права, работнички права. Има луѓе, не вреѓам никого, меѓутоа стварно тамо не му е местото. И сега треба ние да се охрабриме да кажеме, јавно веќе да говориме. Слушајте, овај директор, овај министер, овај секретар, ние мислиме, цело време манипулира со нас, со граѓаните, па премиерот нека слушни, ако му одговара, нека си го чува. А ние знаете како, линија на помал отпор, па добро, слушај, не смеш да штрајкуваш, ако штрајкуваш, знаеш како ти е законски, 60% плата, па ќе те прераспоредиме, па ќе те избркаме. Стравот лазија чува, или не кажуваат случајно. Само што да кажам, гледате се извинувам, гледате во Грција што се случува, членка земја на Европска унија, граница ти блокира.
Како Патишта, граница се. Како таму Да, има но во закон? странство јавните личности Не доста треба говорат. било Колку која влада- Сараеве вие да. како јавна личност сметате, ве гледате што се случува во земја. Колку сметате дека навистина така дека народот можеби се плаши, Па се колку јавните согласувам, личности да. се плашат некогаш да кажат нешто, да не бидат бойкотирани. Се согласувам за се. Прво, нели, едниот проблем е тоа што на секаде во сите институции има луѓе кои што ќе кажам, ете не си ја сакаат доволно работата. Добро. Нели не ги вршат оние обврски кои што ги имаат, нели во секоја една институција тоа е пак нели во служба на народот и на општото добро. И другиот момент со кој што исто така се согласуваме дека не сме доволно храбри. Сите сме храбри, знаеш, позади екрани некако такво време дојде. На Позади зборови, на екрани дело. сите ау. И кога ќе дојде на дело да се покаже кој навистина што мисли, што треба да се случи, нели да ги обелодениме работите, да ги кажеме. Тогаш малце не сме доволно храбри, се согласувам. Да, буквално така, некако сме многу похрабри кога вака некако се седи за скриено, кога ќе треба реално да се излезе и да се направи тоа, тогаш малку веднаш сме повлечени и не го правиме тоа. Колку и храброст е важна за во спортот, Дамјан? Би рекол дека е многу битна, пошто низ годиниве само препреки наоѓаме некој и не сакам да зборам за негативни работи, али ако следиме такви некој начин негативности, мислам дека ќе сме се откажале од дам. 10 години како клуб работиме, 5-та година го работиме настанов, никаква финансиска поддршка немаме, али ние си го работиме тоа што треба. Ама треба храброст за да се весла и да се стои на даска, нели? Верувајте, треба, посебно па преминува на Охридско езеро, што знае да има и морски бранови на некој начин, ама да речам, Така. се следиме. Да објасниме на гледачите, ете, рековме дека се тренер во педал клуб, што всушност, каков спорт е тоа? Тоа се на нашки барем се вика даски за стоечко веслање, попопуларно се кажува SUP, stand-up paddling на англиски. И баш тоа, се стои на даска за да се придвижиме, со весло се придвижуваме, не е како можеби на сурф, брановите или ветерот да не носи. И во принцип нашава дисциплина што ја практикуваме е на мирни води. Така да Македонија е погодна за тоа, 20 езера ги весламе во текот на сезоната. Овие 17 вештачки да не речам се испуштаат негде во јуни, али во принцип во текот на целата година ги поминуваме сите 20 во Македонија. И така, на некој начин почнавме со рекреативно веслање, да е попалека низ годиниве, идеме по европски, по светски шампионати, да го популаризираме доста спортов, да еве низ годиниве почнавме со 19 земји учесници на првата едиција на преминувањето на Охридското езеро. Оваа година 2025 имавме 19 земји учесници. Значи тотално различно од тоа што можеби сме почнали, али ја гледаме голема популаризација на спортот, веќе рекреативно многу луѓе поседуваат во својот арсенал на летни активности што може да ги прават и наместо душек порано ако се користело, сега луѓе си имаат даска за стоечко веслање, посебно па за деца. Деца многу често ги користат за поништо друго да си ги подобрат искуствата кои идат на летни одмори. Колку луѓе имате во клубот и возраст од колку до колку, ако некој сака еве и не гледа сега? Немаме некоја годишна граница, со тоа што сме приметиле кај деца, барем и од внуци, јас сум со две внучиња исто, со нивните деца кои ни доаѓале на почетокот, приметуваме дека негде на 4-5 годишна возраст само скокаш од даската. На 6-7 те интересира да почнеш да веслаш, ги гледаш другите околу тебе што прават. Така пополека барем од кругов што го гледаме кај нас на деца што ни доаѓаат е тоа. По другиве земји зависи, ако имаш нека позадина можеби на кану или кајак татковците или мајките, па да ги префрлат за малце порано, да, но нема никоја старосна граница. Ако верувате на настанов, сега пред 10 на ден ни се пријави официјално најстариот веслач, 73 години. 26 километри да веслате цело Охридско езеро е 8 часа и е навистина захтевно и лјадници завеслаи се, а па најмалиот е 10 годишно дете што го има направено. Браво и за него. Од Светинаум до Охрид да го извеслате е стварно голем подвиг. Така да нема никоја можеби. Да, реално сега рековте мирни води, но ете Охрид знае да биде и Брановица. Охрид, да, но првично кога решивме да го направиме настанот во Охрид, знаејќи го ова дека може да појави такви, а имаме многу земји учесници, луѓе купуваат уште пред Нова година, тоа е целата поента нова, пред Нова година не завршува рана котизација за учество на самиот настан, што значи дека сите од странство веќе купиле карти за авион или за било што, транспорт, accommodation или што и да следува за една таков тип на организација.
такви луѓе да ги угостиме од 19 земји, мора све порано да се направи, мора малце поголема организација околу ова, да малце посериозно поработиме во текот да биде професионално. На некој начин, да го направиме светски да биде, да не биде само на некој начин наше, пошто завзема светски рамки, многу јаки веслачи, многу успешни веслачи низ години ни доаѓаат светски шампиони, европски, многу национални шампиони што доаѓаат на некој нестандарден формат. Нашиот трката ни е 23 километри, а рекреативното ни е 26 километри, што е надвор од стандардните граници, сегде е 10 до 15 километри овие долги стази што ги имаме. Ова влагу некоја ултра дистанца и наеднаш луѓе доаѓаат да се тестираат својата сила, да пробаат да направат нешто вакво. Така да е некој вон стандарден формат, али во секој случај доста актуелен во светот. Така, Марија, не сте имали вие можност некој пат можеби да пробате ваков спорт? Не, за жал јас повеќе спортови сум играл фудбал активно, боречки вештини некои, нормално пливање, бидејќи јас по потекло па сум охриѓанец и по татко и по мајка ме, ама роден сум па во Скопје. И сега одам во овдека ме викаат охриѓанец, па ќе одам во Охрид. Скопјанец е секаде сум странец. А вие како се чувствувате? Јас се чувствувам убаво, комотно, право кажам. Македонец се чувствувам, горд македонец. И сега, значи спортот е многу убав. Еве ја имам две деца, стално сум ги терал уште од најмала возраст. Сега се веќе големи. И понатака, ето, машкото продолжува со спорт, девојчето и сега други работи ги интересираат. Па Сара, како да имам видено фотографија на СУП или сум сгрешила? Па да, јас мислам на Инстаграм. Ништо професионално, туку од хоби. Така. Инаку, да, интересно е, многу убава. Така сега нешто ми помина во глава, нека фотографија од тебе, да. Па да, јас мислам спортот е преубава работа, никогаш професионално не сум го правила, но секогаш сум била баш онака фан, имам тренирано одбојка во животов, имам тренирано пливање. Значи, кога се авантуриста, сакаш да пробаш некоја нова работа. Особено во вода, сите работи што се водни, така малку се чувствам како сирена по локација. Така што да. И нели и Охрид ми е многу драг со моите, мислам во животот што и да се правило, како и да се правило, во Охрид било задолжително да се отиде во текот на летото. И двајцата пливале многу, со заборавање до Албанија стигање, да не речам, нели претерувам, ама така некако ни ја дале љубовта спрема водата, према пливањето, да се чувствуваш слободен, да пробуваш, нели да експериментираш и да правиш разни работи, така што многу убаво и ве поздравувам и за настанот и све ова што го кажавте, баш. Да, одлично во секој случај, браво. Така, Марија, дали ова кое што го спомнавте дека се занимавале со спорт во работата која што сега ја работите, добро за железница, една работа, но ова со синдикатот ви дава таа борбеност, на храброст да те застанете и представувате толку луѓе? Верувајте, ако немам физичка активност, не би можел да се справам со ова состојба. Ова напор стварно е напор и треба физички да се спрема, со самото физичко кога се спремени, умствено можеш подобро, посмирено да размислуваш. Мада јас сум таков импулсивен, импулсивен што викате, емотивен, не можам да трпам неправди, реагирам одеднаш, меѓутоа ипак спортот стварно ми дава некоја сигурност и еве препорачувам на сите да се бават со спорт. Сега можеби малку сум повозрасен да пробам ова на даска, али стално ми било интересно. Ама и ве 73 годишен човек. Тоа ако слушам, викам чекај да пробам, али педалинка е посигурно, ипак педалинката е некако Педалинката е сигурно. Ова малце не знам како е. Па добро малку да се изразе од комфорт зона. Не мора ли толку километри, пократка стана. Некој ризик да преземе друг. Така. Колку сте задоволни од диалозите со институциите кои што ги имавте во годинава? Па видите, како што кажав претходно, значи има стварно луѓе, дали министри, заменици, веќе нема премиери со кого не сум разговарал години наназад, и сега се зборам, бидејќи оваа влада е актуелна, има луѓе кои што стварно сакаат, гледам дека те кога разговараме, сакаат да помогат, те слушаат, меѓутоа има луѓе, верувајте, кои што уопште не се заинтересирани. И затоа што кажав, ние мора да го кренеме гласот сите, да кажеме, ја веќе ќе почнам јавно да ги кажувам ако нема одредени конкретни резултати. Не можеме да преговараме за било кој сега, бидејќи имаме со конфедерацијата. Добро, има ли некои рокови во тие преговори кои што ги кажат? За жал нема, но затоа ние како синдикат веќе даваме рокови. Тоа може вечно да трае. Ова може да трае вечно. Па за тоа. Не може, ова и такви се законите. Какви се тие преговори? Веројатно после некои рамки дека тоа што го зборувате да се постави некој одговор да се даде,
Знаете кога има резултат? Еве, сведоци сте, нема 3 недели, мислам, нели се запреа возовите во Женица. Во 11 ноќта се преговараш и се дојде после резултат. Еве, завчера управата затвори клучот, нема давање изводи, почна веќе телефони да се јават, можеби ќе се јават еве текот на денешниот ден емисијата ќе ја искористиме да имаме средба. Значи не може, за жал, знаете како, треба имам впечаток дека сите влади, ама не би сакали ова влада тоа да го правим, за жал некои го прават, само под притисок реагираат. Па не може тоа да правиме друга. Треба да сватат работниците и газди дека еден без друг не можеме ние. Така е. Не можеме. Што оваа телевизија ако не сте вие овдека да работите, да пренесете емисија, да се направи било што, да се направи некој прилог. Значи, едно без друго не бива, меѓутоа, они се замислуваат дека ете тие се газди, меѓутоа сега ве доаѓа време кај што веќе нема работници и ќе мора да го ценат работникот. Ама за да го ценат работникот, мора да не се повторам, сами да си го кренеме гласот. Сами. Било која компанија да е. Договорете се, па ние колку сакате. Бе нема. Ја им викам, зашто чекате ја да разговарам за цела Македонија, за сите работници колку? Кај работите вие, дали во маркет, дали во некоја угостителска дейност, дали во градежна? Колку сте вработени? 30-40. Што, еве ја да сум газда, еве синдикалец, да сум газда. И вие сте ми 30 вработени и сега работиме, нормално гледам да имам приходи, да биде све окей. Да ми тоа сабаје да што ти бе шефе даваш плата или ние денеска не работиме, денеска ќе си одиме сите. И што ќе правам јас? Тогаш ајде да видиме, да седиме да разговараме. Затоа да не се повторувам, нека се охрабат работници, нека не чекаат сега еве ние во понеделник најверојатно има социјално-економски совет, во влада ќе биде и премиерот тамо и што ќе каже пак? Па добро, сега, секој пат можеби нема да биде и тема на разговор платата, можеби ќе бидат подобри услови за работа, можеби во опрема, можеби за многу и за тоа не се нема храброст. Не, има многу еве на едноставно како да не знаат да комуницираат и да не може да седнат на една трпеза и да се договорат. А сепак се зависни едни од други, и газдите и работниците. Убаво кажавте, не е само платата. Јас стално барам еве и постојат и записи, мора се смени законот за работни односи. Доста веќе со луѓето си играат 3 месеци дело на договор, 6 месеци, времено вработување, 5 години, 10 години. Имам 2 деца дома. Ете, двете се веќе тука, треба да се мажат, да се женат. Под кирија. Како? Зошто сега да плаќаат кирија, кога може таа кирија да биде рата од стан? А за да има рата стан, треба тие се запослени за трајно. Да може банките да ти дадат кредит. Вака банката оди кај работиш ти, вамо работа, дали државно, дали во приватна институција, со дело на договор, со времени вработувања, бара сигурно и не ти дава. Затоа треба да се смени тој закон. Јас ако сум газда, ако имам вработени, ако не можам за 6 месеци, за година дена да го проценам дали тој работник сака да работи или некој фолирант сега овдека ми дошол да ми глуми, тогаш не сум зашто газда да бидам. Година дена максимално нека има некој период како проба да го видиш што е, како е, треба и дај му на работникот, дај му стален работен однос да се осеќа, повеќе ќе допринеси за компанијата. А вака он знае 6 месеци и малце да има период, денеска на отвора гледа кај може да конкурира на друго работно место. Така е, повеќе е преокупиран за тоа каде да преминеме сега, малку на тема музика. Убаво е малку музика. Се ова е важно, нели? Но бидејќи Сара има еден многу убав нов проект, нова песна, нов видеозапис, карактеристично ќе кажам за оваа година, нека трепка, бидејќи се ни трепка, дури јас ја искористив песната денеска. Особено во овој период од година. Во овој период една убава комбинација, гледаме убави лица, девојки на самиот видеозапис. Зашто станува збор, Сара? Ти благодарам за убавите зборови, па квартетот убавите девојки. Да. Односно Ана Петановска. Да, Ана Петановска, Калина Велковска, Кали и Теа Богатинова. Функционираме заедно со тие прекрасни девојчиња веќе 4-та година поред. Квартетот почна да функционира како вокален состав кој што пее акапела новогодишни и божикни песни. Снимивме и албум пред неколку години за тоа, но на наша најголема среќа е дека практично оваа година ни се случи првата авторска песна, нели? Заради тоа што албумот вклучуваше песни како Jingle Bells, Santa Claus is Coming to Town, Deck the Halls. Да, баш онака што викаш ти за да си го пуштиш и да китиш илка или да си облечеш светкави панталони. Најмалце до крај на јануари. Баш ми е мило, да, гледам дека убаво се прифаќа, дека нели поминува и кај помаличките дечиња и кај таа публика, а и
убаво лепи и за китење, елка и свитка панталони. Да, целосно. Така што оваа година, значи со девојките, нели изминативе години во декември сме баш онака мислам ептен будни и храбри војници. Со нашите концерти. Годинава ни е ептен особено драго што ги најавивме точно со нека трепка. Така е насловен и целиот концертен серијал по истоимената песна. Првиот концерт ни е сега во недела на 21 сме во Битола, како дел од зимската приказна во 20 часот и 45 минути. Ги покануваме сите битолчани да дојдат. Многу ми е мило што отвараме, ете, токму со Битола, лани преклани исто отворивме со Битола. Битолската публика е секогаш на некој начин, да кажем, така јас ги доживувам како со префинет вкус, значи не е за само мејнстрим работи да се слушаат, туку знаат да уживаат и во нешто што е на некаков начин и поразлично од, не знам, нешто што се пласира секој ден, да. Точно така. Потоа на 28 сме во Штип, во Домот на културата. Прв пат сме во Штип внатре во домот, лани бевме на плоштадот. Особено се радувам за тие, така ние ги делиме како на надворешни и внатрешни концерти, заради тоа што целиот концертен концепт е со режија, со сценографија, различно е, да. Да, со елки, со сценарио. Не би сакала да извадам се, да издадам, не да извадам, да извадам се од торбава на Дедо Мраз. Така. Да, заради тоа што така би сакала, значи, луѓето кои што ќе дојдат да ги погледнат тие концерти, нели да добијат нешто ексклузивно на некој начин, нешто што ќе им се случи баш таа вечер, и целта ни е да успееме искрено таа вечер, концертната вечер, да им остане на нив многу силен спомен кој што ќе го памтат и никогаш нема да го заборават. И ќе ве бараат пак следната година. Точно така. Еден од концертите за кои што сум највозбудена, не само јас, туку и нели сите ние, е Македонската филхармонија, односно Скопје. Тоа се случува на 29 декември. 2 дена пред уочи Нова година. И билетите ни се пуштени веќе во продажба на МК Тикетс. Заедно свириме со, значи, сите овие концерти, заборавив да напоменам дека сме со Божикниот оркестар под водство на Иван Еминовиќ. Имавме завчера проби со оркестарот и јас стварно онака имавме моменти кај што со Ана си покажувавме раце дека се ежиме. Многу се убави аранжманите, многу е онака имаме, пошто не се само новогодишни, туку има и онаков еден божикен дел кој што е онака, не знам, јас го доживувам како да лебди некаде во воздухот, плови малце така на едно по високо христијански момент има. Така навистина мислам дека навистина ќе им се допадне на публиката, особено нели убавото е тоа што опфаќа публика од 7 до 77 што се вели, заради тоа што тие песни нели ги слушаме и кога сме во подоцнежните години, ги слушаме и од мали. И последниот концерт ни е на 30 на плоштадот на Крива Паланка. Значи така ќе заокружите тој циклус? Да, лани бевме во Крива Паланка исто, ама во помалецок состав, а годинава сме нели со целиот оркестар. Мислам сите концерти се случуваат со целиот оркестар. И така, дечки, се подготвуваме, нонстоп сме од сите, понекогаш си мислам дека ме прогонуваат новогодишните песни. Кади да одиш, имаш новогодишни украси, ти ги доживаш како реквизита, сценографија. Ова добро ќе дојде таму да стои на новогодишни песни. Зошто си викаш за наредната година може и оваа треба да ја вметнеме. И така некако, не знам, веќе се чувствувам како делот. Тоа се вика професионална деформација, веќе готова. Да, како делот се зонава, веќе сум, не знам, јас сум реквизита, така се доживувам. Нели како делот декември, мислам, преубаво што така се чувствувам. Напорно е премногу, буквално нема време за спиење, ама па од друга страна, навистина самиот процес е нели навистина нешто преубаво. Нели животот не е само за кога ќе дојде бура ти да стоиш од страни да чекаш да поминат брановиве, него да сурфаш на брановите. Така што кажам баш така. Особено и за периодов, ние сите, не само јас, туку и девојките, квартетот, сите сме такви новогодишни девојчиња. Мислам дека баш може така се создадов, така се најдовме.
Сите китиме елка пред декември веќе ние дома на китено. Сите обожаваме, нели, ви кажувам, се ежиме на божикните и христијанските песни. Добро, нема случајности, што сте се Да, споиле на вистина, така. значи ја ги обожавам Бадник и Божик заради тоа што стварно го обединуваат семејството, не знам, сите оние обичаи кои што ги имаме со од И некако сите се позитивни во тој Да, период. од, Некако забораваме на проблемите, 5 сите сме јануари некако насмејани стрекни. Веќе нели дури спремаме сега кога сме веќе родители, мислиш на тоа кога ќе ти дојдат дечиња, коледарчиња да се израдуваат, Да, пакетчињата, па сабајлето стануваш. Бадниковата вечера веќе месиме лепче со сите. Мислам веќе дури и Кирил валјда ќе се приклучи годинава. Со Илина Керкава нели има 7, со неа е веќе фешта тоа дефинитивно. Не знам, Василица, предходно, ајде нова година, како нова година, искрено не толку може, ја да. едва чекам да ја преспијам ако не свириме. Да се одмориме вечерта малку, па да продолжиме. Обично е така, ги пуниме кнап до 28, 29, 30 и дрт. 31 Каде ќе славиш дома? Каде ќе славиш Дамјан нова година, веќе кога веќе споменавме? Ние официјално секоја година на први весламе, така да едва чекам да први дојде. веслате? Да, во 7 наутро сме веќе Па во добро, вода. во Виена прават концерт, вие си веслате. Пробам да ги активирам и членове што Тоа е повеќе ми се преубава придружат. Јас традиција. не пијам и сум рано будец, си сакам да се станам рано и најчесто и така ни се активностите кога ни е сезона. Стануваме рано во 6 сат до 8 сат пред работа сме на веслање и после тоа после работа уште една Го си сесија го терате правиме. денот? Да, баш Значи така ви почнува буквално од првиот ден годината. Баш така, за да почне годината Да како почне. што треба. Браво. Баш убаво. Каде ги правите тренинзите? На сите 20 езера у текот на сезоната, ама пошто сме клуб од Скопје, да речам, на овие околни, иако немаме, освен Езерце парк, да не речам, ама со 11 моста многу е Или тешко сте да се... таму да ве видиме. Не, носно, знаеме да одиме, посебно кога на други езера ни е незгодно времето, пошто тука ќе биде скриено дрва, нема да има ветер, а нас ни е пречка тоа. Дали ќе има бранови или дали ќе има ветер, над 10 км на сат воопшто не влагаме со луѓе во вода, така да сигурносната мерка е секогаш на високо ниво, посебно па кога идеш со луѓе што не знаат, што доаѓаат на обука прв пат, сакаат да го пробаат, а немале прилика претходно. И по колку пати неделно тоа се прави тогаш од 4 до 6, зависи 4 до 6. каков натпревар ни следи за да може да се припремиме соодветно. Морав. Фала, здраве Димата. Дека е вистина. Да. Ама ќе го спомнам како прилика са бајле веслањето пред работа е нешто што не се споредува. Да ти почне денот со пеење на птици од околниве дрва, наспрема со гужве кај нас свирење и нервози, трни се направи зашто ми влезе, зашто е многу убава разлика за почеток на денот во секој случај, така да ако почнува годината така мислам дека убаво и ќе заврши. Дека убава енергија, така така ќе се одвива. Па да. Добро. Одиме понатаму. Какви се плановите за новата година, Марија? Па во помлади години сите како сите по ресторанти по ова, сега веќе неколку години наназад, може би ќе звучи чудно, правиме со колегите што дежураат ноќевите железница работи 24/7 цело време. Имаме ние во Трубарево еден објект кој што може би не знаат граѓаните, тоа е нешто слично како ова што е за авионите навигација горе, контролната кула, таму има луѓе дежурат околу 10 на горе и на спратовите што се, таму имаат значи имаме преглед на возовите што се движат низ цела Македонија по пругите, таму е таа као контролна кула железничка. И као традиција правиме секоја година прасе. Синдикално, не само да викаме, се собираме, там нормално алкохол нема. Сега јас сум малце хендикепиран што еве зајавноста може ме знаат тие што се јас не јадам постам за сите пости гам да ги терам и убаво се осеќам кога ги постам. И си јадам нешто друго и колегите викаат како ќе ме научија така да не ми е проблем да има прасе на масата. Да, не ме прасе да има на масата, јас да ја кастам дали нешто после било што. Важна е дружбата. И стварно тоа е убаво да чувството малце да се соберете, да се видите, да осетат работниците дека не е синдикатот само за делење полутки, делење не знам што, вакви, мада и тоа е помош разни компании. Самите работници бараат, дај направиме за регистрација на возила, некоја бела техника да купат, така да ова мисламе и треба да остане како традиција и пак работниците да се дружат заедно за нова година, работно да што се вика работно, да се прослави, да се дочека новата 26-та година со подобри успеси за сите, па и за работниците, за сите граѓани во државата. Така. Сара, дали ете ти нешто подготвуваш ново за на ова година? Мислам дека треба да одиме со реклами. Да, добро. Ќе ви остане прашање за реклами. Добро. Почитувани, останете понатаму на Канал 5, гледаме малку реклами и се враќаме во студио.